Се менува здравствената свест на народот од истокот, на лекар се оди и пред болест, бројот на превентивни прегледи кај специјалистите рапидно се зголемува, што укажува дека граѓаните грижа за сопственото здравје водат се повеќе. Се повеќе луѓе се прегледуваат од такви прегледи, посебно можам да ги нагласам дека во пораст, посебно и во експанзија се превентивните прегледи кај гинеколозите за кај жените и за дојката кај жените, како и превентивните прегледи за простата кај мажите, кај уролозите и за дебелото црево. Тоа се добри секако трендови. Освен ова, големиот број на кампањи за важноста на превентивните прегледи ја подигаат свеста и кај младите. Голем број луѓе на возраст до 35 години редовно се прегледуваат поради превенција. Тука треба да ги напоменеме и се поголемиот број на млади кои доваѓаат за да ја видат состојбата на кардиоваскуларниот систем и за евентуални потребни превентивни мерки за преземање во вид на исхрана и слично, кои би ги преземале за да имат поздрав кардиоваскуларен систем. Сепак, дел од граѓаните навиките не ги менуваат, па на лекар одат само по потреба. Слабо одам, не одам ни у болница, ни на превентивни прегледи. Одам еднаш месечно кај матичниот лекар, договорам се, земам си лекарства. Други пак контроли на здравствената состојба прават откако некоја болест веќе се појавила. ПП ми беше многу високо и така да обавезно, редовно, после железото ми беше испод 2. Исто така. И се контролирате? Да, обавезно. На 2 пати годината. Обавезно. Што проверувате? Се. Контрола, се. Според ова, очигледно е дека навиките на граѓаните се менуваат бавно и тешко, но надеж дава тоа што добар дел од нив важноста на превентивните прегледи ја сватиле сериозно. Според лекарите, тие се првиот и најважен дел во рана диагностика на болеста, па од тука подобро е да се спречи отколку да се лечи.